Интервју за медиумот Дојче Веле. Јовица од Македонија верува дека може да придонесе за својата татковина. Тој изјави дека сака да остане во Македонија од две причини. Чувствувам страст за да придонесам за својата земја, за да биде подобро место за сите граѓани. Втората е дека јас ја сакам земјата и се чувствувам убаво заедно со фамилијата во својата заедница. Јовица, големи зборови. Морам да признаам дека ова навистина е прекрасно нешто да можеш да дадеш интервју и тоа во ваква нели насока за и такако престижен медиум како што е Дојче Веле. Само што се врати од младинската размена во Тирана, така? Сакам да те прашам како воопшто стигна до тоа да бидеш дел од сите случувања таму и те молам да ми раскажеш се детално што се случуваше. Фала, Ана, и поздрав до гледачите. Моето учество во Тирана беше фактички резултат поради моите персонални учества во сите балкански форуми, како например третиот регионален младински форум во Нови Сад и Евроатлантскиот камп во Црна Гора. Таму имав можност да имам преку лични дебати со други млади од Западен Балкан, да покриеме начини, да покриеме ситуацијата да збориме и да си размениме искуства. Сепак, поради тие персонални учества, јас дојдов една добра шанса од Тирана покана да ги представувам младите од Македонија, да зборам за ситуацијата на младите од Македонија. Заедно ги покривме со друга екипа на млади таму кои што беа од Западен Балкан. И може да се каже дека нашата ситуација од цел Балкан е прилично иста на младите. Таму исто така имавме високи гости од Европската унија кои што ни држаа предавања, а и ние пак повторно имавме можност да го запознаеме градоначалникот Тирана, градот на Тирана, многу беше убаво, кај што најдобри ние си ги пренесовме нашите искуства, а по тие искуства јас мислам на начин на живење, условите во тие земји, начини како да се подобриме нашата земја како на западот. Да, сваќам. Сега вака. Почна да пишуваш, така неодамна. Меѓутоа не ти беше доволно да напишеш нешто и сам на себе да си речеш ова е супер, нели сам на себе да ти се допадне тоа што си го напишал, туку сакаше и јавноста да го чита она што ти го пишуваш за одредени нели сфери од политиката и слично. И при тоа да се допадне и на нејзе нели она што ти го создаваш. Од каде сега идејата да пишуваш баш колумни блогови и сето тоа да нели се објавува јавно? Ана, идејата беше доста спонтана. Јас учествувам во Македонија на разни дебати организирани од невладините организации, но нешто што ми е најголема мотивација, што денеска ме донесе овде на оваа емисија, е кога еден конкурс беше распишан од страна на американска амбасада, тоа и ти го знаеш, каде што бевме помеѓу 10 награени есеи. Можеме да ги видиме сликите. Можеме да видиме сликите. И бев повикан лично од амбасадорот Джес Бейли за да може да подигнам таа иста награда. Да, беше, морам јас да признам затоа што присуствував на тој нели митинг, леле, на таа средба, така, по кежуал да го кажам тоа. И беше навистина големо искуство за нас да се запознаваме со американскиот амбасадор господинот Джес Бейли, со неговата нели спонтана и многу интересна, како да кажам, сопруга, затоа што тој е голем човек, меѓутоа кога зборуваше со нас ние свативме дека сите сме исти, дека на крајот на денот нели сите сме луѓе и единствено што го прави тој конкретно нели човек различен од нас е тоа што нели неговата професија и она знаење што го носи во себе и кое се нели проба да не го пренесе на некој начин. Овде ја гледаме мислам веќе ја видовме или ја гледаме, не знам како е во моментов на екранот, заедничката фотографија каде што сум јас на сликата. Не се допаѓам како изгледов, ама ти си добар, тоа е битно, нели? Ти си целта на денешнава емисија. Сега да те прашам, зашто пишуваш во овие колумни блогови? Јас пишувам за доста раничи теми во моите колумни блогови, но секогаш мојата целта и секогаш мојот фокус бил на младите. Јас пишувам на еколошки теми, пишувам за младинското учество, учеството во политика, учеството во општествениот живот, младите, силата на младите, гласот на младите, развојање на економијата, развојање на туризмот. Мене се ова ми е страно, ама ти зборуваш, ти па
Нели, се надевам дека гледачи веќе сватат. Зошто баш младите се во твојот фокус, да кажам? Секогаш се задржуваш во секоја колумна, во секој блок на нив, тие ти се целна група. Па младите мене ми се целна група, мене ми секогаш ми е фокусот на младите, од причина што прво јас сум млад. Да. И исто така што би сакал да кажам, јас верувам младите. Јас верувам дека младите се нешто ново, тие секогаш нешто ново носат, особено во овие времења, во време на глобализација, во време на 21 век, ние можеме со нашите нови, свежи, прогресивни идеи да фактички да донесеме нешто ново на масата. Да. Јас верувам дека овие сега што оваа година понад 18 години или тие што ќе понад наскоро, особено за ова сакам да пишувам од причина што во моментот сите се прашуваат или пак сакаат после завршување на школувањето да заменат од земјата. Да. Јас на сам себе си давам волја и на тие исто така младите околу мене да не замениме веднаш, туку да пробаме да се фатиме, да се фатиме за работа. Да. И да можеме да направиме од оваа наша државичка, каква и да е, да направиме некоја мала Швајцарија. Да. Ево, многу интересен цитат. Морам да те прашам како тоа во денешно време веќе, како да кажам, почна да ми го одговараш прашањето што ќе ти го поставам, јас пак ќе те прашам по-конкретно. Си еден од ретките, ако не единствениот јас што го познавам, колку и ова да звучи трагично и смешно истовремено, кои имаат намера, кои планираат да останат во Македонија и тука да продолжат да создаваат. Цитатот. Цитатот, имате да не имаш постери од Џастин Бибер. Офлеле, да. Добро се гледа дека ме знаеш. Како и да е, јас сметам дека исто како тебе размислувам, дека кога станува збор за младите, во нив е иднината и дека треба да се вложува во нив, меѓутоа и тие да почнат да размислуваат на темата да останат во нашата држава. И нели, доколку секој го прави она што го сака и го сака она што го прави, доколку секој од нас го пронајде својот вистински пат, мислам дека тогаш резултатите позитивниот ауткам е неизбежен, така. Сега нешто така за крај би сакала да прашам, која е твојата порака до младите? Мојата порака до младите би била да бидеме храбри сите, да не се плашиме, да не потпаѓаме под туѓи влијанија, да не потпаѓаме под општеството, да не му се предареме на општеството. Туку, како што реков, ние сме инспиративни, сега ние сме млади, ние не сме дошле со предрасуди на овој свет. Ние немаме тешка историја, како што на Балканот може да се каже дека има доста темна историја. Ние сме тие кои што можеме да направиме нова историја, позитивна историја. Дека кажеме оваа генерација сега што полни 18, кажеме сега за 15-20 години, кога ние ќе бидеме уште релативно млади. Ќе бидеме ли? Ако може да подобрат оваа моментална економска и политичка ситуација, за околу, кажеме, 30%, тој било огромен успех за нас како земја. И ако генерацијата после нас додаде уште 20%, тоа може да се каже дека Македонија ќе се донесе на ниво на некоја европска земја. Да, како што и впрочем пишувавме во нели есеите за конкурсот организиран од USAID, од амбасадорот Джес Били, дека ние гледаме Македонија како мирољубива, како некоја која е членка на ЕУ, на НАТО, затоа што тоа е навистина би не направила дел од она семејство во кое посакуваат младите од Македонија да бидеме, затоа што тоа е многу важно за нас, како што ти кажа, за да можеме да прогресираме и да создаваме во нашата држава, меѓутоа сепак да бидеме нели светски во тоа што го правиме. Тука јас би сакала само да надополнам, нели, дека не е поентата само твоева приказна денес, не е поентата само да го пренесеме твоево патување на кое условно кажано нели ти веќе тргна. Имаш неколку службени патувања, Нови Сад, Гусиња, така не сум грешка, сега Тирана, меѓутоа и да ги поттикнеме нели младите да се осмелат да го започнат своето патување. Јас се надевам дека ти, ако ништо друго, ќе продолжиш да ги поттикнуваш нив да размислуваат за својата иднина пред се, дури ако тоа
дури ако тоа нели се оние млади кои допрва се прва година средно, сепак нели колку порано почнеме да размислуваме за тоа што ние би биле во иднина, што би правеле, како би биле корисни за општеството. Леле, јас се изназбора. Ова се гледа дека ми е професионална трансформација, така ли беше терминот, од дебата. Меѓутоа, нели само сакав да ги кажам овие работи затоа што се навистина битни да допрат до младите. Ми беше драго денес што беше со нас, затоа што темава е не секојдневна, а треба да се зборува за неа, нели, ќе се согласиш со мене. Сите овие сфери за кои ти пишуваш се многу важни и ги поттикнуваат, се надевам младите и да читаат, затоа што тоа е исто така многу важно. Нели, сега сме само лектири, па и тие не ги читаме. Вака еве нешто што е поврзано со нашата иднина, со иднината на младите, а и како што веќе кажав, баш на младите им припаѓа нели иднината. Јас ќе те повикам повторно да ми додеш на чај или кафе во Телма, како што ставив на стори. Ова беше се за денес. И се надевам дека и вие, драги гледачи, си поминавте убаво. Истава епизода ќе може да погледнете на YouTube каналот на Утринска на Телма. Не знам кога ќе биде објавена, знам дека каснам со епизодите на YouTube. Меѓутоа, знаете како е училиште обврски и не успеав да стигнам на монтажата. Не зборам за тоа дека уште не го знам целиот процес. Хаха. Добро, денес сум за тоа тука цел ден и не отидов на школа само за да научам како оди се тоа. И да, ќе се видиме во следната епизода. Останете насмејани, позитивни, среќни, расположени. Сите питајте што можам да ги направам, се поврзани со среќа. До следниот вторник во 10:45 се гледаме тогаш. Чао, чао.